Институциите на системот треба сериозно да работат на проблемот со дисторзијата меѓу образованието и вработувањето, односно согласување меѓу понудата и побарувачката на пазарот на трудот. Средношколците и студентите треба навремено да се информираат и насочуваат кон она што се бара на пазарот, за полесно да најдат и вработување. Ако се анализира што бара пазарот на трудот, ќе видиме дека пазарот на трудот повеќе бара во техничките, инженерство, софтверство, него во областа на хуманите, односно општествените науки. Според професорот Абдулменав Беџети, проблем е и што студентите премногу се форсираат со теоретско учење, наспроти практичната настава која речиси да ја нема или постои само формално. Знаете дека во законите 1/3 мора да биде она клиничка настава, практична настава. Знаете ли дека тоа воопшто не се применува, односно тоа формално се применува. Один студентот некаде наводно се јавува кај одредено предпријатие првиот ден, купува една недела неколку буреки на газдите или на шефовите, и по една недела зема потврдата, ни го донесува дека завршил практичната настава. Ова е заправо, тоа е изигривање на закон, а никој не се труди ова да го надзорува, да го контролира како ова се спроведува. Во моментов над 70% од студентите во државата се запишани на општествени и хумани науки, за кои реално нема многу понуди за вработување. Наспроти ова, поради малиот број студенти пак на технички науки, постои дефицит на работни места за овие професии.